Во изборниот процес 1994 година бев избран како член на Државна изборна комисија. Учествував како судија кој е избран преку парламентот. Функцијата беше на Државната изборна комисија законито, јавно и демократски, согласно нашите прописи и устав, да се спроведат два избори одеднаш, парламентарните избори и избор на председател на Република Македонија. Ако се анализираат овие неконечни резултати, победник на председателските избори е Киро Глигоров. Инаку, од скупно запишени 1.360.829 бирачи гласале 1.058.130 гласачи. Изборните резултати не беа утврдени верификувани од самата комисија, а второ и цензусот не беше постигнат и требаше да се оди на втор круг председателски избори. Тогаш доживеав огнена крштевка во политиката и тогаш ја сватив политиката, ама скроз, од А до З. И тогаш сватив дека политиката е дисциплина од 10 бој, валкање лукаво. Сметав дека се направи груба повреда на не само на изборниот процес, туку и на демократијата со избирање на председател на државата на еден нерегуларен начин. Јас не можев да разберам ако 90-та имавме ние регуларни избори со ништо од озгора, од врвот потекнато да се направат некакви нерегуларности. Зошто во 94-та година да одиме назад од тој процес? Мислам дека за тој фалсификат СДСМ имаше најверојатно и некои благослови од Западот. Не знам зашто така. Може би им изгледаа премногу... Може би не им изгледавме радикални, тие може би изгледаа смирени. 4 амбасадори од најзначајните европски држави бараа разговор со мене и бараа да учествуваме во вториот круг на изборите. И тие дојдоа во име на Европската Унија, во име на Европската комисија да ми пренесат демарш. Го употребија зборот демарш, дека ние треба да одиме во вториот круг. Јас им ги покажав членовите кои што се флагрантно прекршени. Тие беа свесни за тоа. Но тие велеа помала штета тоа, млада демократија сте, некако дајте да се истурка работата. Целото броење, се што се насуваше таму на анализа на ова, сето тоа беше направено од СДСМ, негде не бев ни посматрачи на изборите. Тоа беше буквално колку ќе ни стават гласови, толку треба да бидеме задоволни. Меѓутоа, најкарактеристично се гледа во извештајот на преседателот. Тоа беа ми се чини 7 извештаи кои ДИК ги објавуваше во текот на самиот ден на гласањето и кога почна пребројувањето во првите 2 дена. Значи, во првите 2 дена таму јасно се гледаше дека Киро Глигоров како кандидат на СДСМ има 49%. И во 6 извештаи тоа го има и одеднаш во 7-миот извештај 51 кома нешто, значи затоа што со 51 требаше да се победи. Значи тоа беше, како да кажем, фалсификат на документите за кои постои трага. Вториот кандидат Ѓоргиевски во првиот круг доби 200.000 гласови, тој не можеше да го зголеми бројот. И Глигоров ќе победеше во вториот круг. Но тој не беше избран во првиот круг. Самопрогласениот победник однесе победа над Уставот на Република Македонија, над фактите и над самата математика. Денот кога оваа власт ќе падне е близу. Не може да се воспостави држава со циркуски избори. Нема да молчиме. Нема да им дозволиме и натаму да го газат нашето достоинство. Нема да гледаме мирно како крадат имот на граѓаните, како ја фалсификуваат војата на граѓаните, како го продаваат името на државата.
Можеше да се случи СДСМ и да дозволи наши 10 на 15 пратеники да влезат во вториот круг, односно да победат во вториот круг. И тоа ние оценивме дека тоа е работа со која што непотребно ќе дадеме легитимитет. Кога се дигна ВМРО на тие огромни демонстрации и тргнаха да влезат во собрание, некако успеавме да ги склониме и да тргнеме во еден спротивен смер. И Лјупчо овој момент ме праша, каде одиме? Ја рекам, Лјупчо, ја мислам дека е добро да тргнеме кон црквата соборна. Таму ќе им се одземе на луѓето бесот, малко ќе ги смириме. Ко стигнавме во соборната црква, Фрчко веќе беше ставил 2-3 кордона на специјалци околу црквата. Што говори? Дека он знаел она што ни Лјупчо, ни јас не го знаев. Нити некој друг го знаеше. Како знаел? Знаеше дека јас и Лјупчо нема да одиме во насилие. Што очекуваше власта вчера во Македонија? Дали очекуваше некаков вид на револуција? За жал, ние ги разочаравме во тие нивни намери и докажавме дека единствената наша намера беше само мировен протест и демонстрација на волјата на македонскиот народ дека овие избори биле фалсификат и бараме нови избори во Република Македонија. Така се заврши целата работа. Се заврши со тоа што ме примија сите амбасадори на ОСЕ, на големите сили, во која јас им објаснив дека нема никакво сомнение, не само за мене, него и за нив, дека тоа се фалсифицирани избори, но дека имаат поддршки, не фалсификатот. Киро Глигоров, вика, многу неспретно настапи Киро Глигоров. Требаше му советувате да го прифати вториот круг, сега го ќе ме победеше. Тој е попопуларен од мене, постар, посилен политичар. Не беше проблем да ме победи. Но он се уплаши и пребрза, сакаше да нема кампања уште 15 дена. Тоа се политички операции од византиски тип. Само ние тогаш, кога си близко до времето и до настанот и до играчот, ти гледаш камче, нема логика, ќе се расправаш, ама некојаш ќе те убедат, некојаш ќе си голтнеш, некојаш ќе речеш па шо знам ја, и не ја гледаш, ние тоа што викаме големата слика. Има еден епилог, да ви кажем, има еден епилог. Се појави една спекулација која тврдеше дека од потребните од 6 души беа комисија, изборна. За да се подпише за валиден резултат, треба најмалку 4 да го подпишат. Поќе од 50%. 2 знаеме сигурни дадоа оставки и не Черепналковски и овој, дадоа отказ. Значи останаа 4. И сега, се пронесе една вест дека секретарката во таа комисија, не знам како се викаше таа господја, на собранието, што беше секретарка тогаш, исто така демонстративно одбило да подпише. И дека решението со кое се вработува господин Григоров за председател на РВ имало 3 подписи, што значи било фалично. Наредниот ден имав по моје барање и средба со господинот Киро Глигоров, бидејќи беше актуелен председател, и му кажав отворено дека ваквиот процес, изборен процес, не дава легитимитет на неговиот избор. Имавме околу 8 часа разговор во неговиот кабинет. И го замолив и му кажав отворено, иако го ценам како историска личност, однасном и така натака, но јас сум должен според мојата совест, заклетва и според мојата стручност да реагирам со давање на писмена оставка. Он ги собра рамениците и го праша зашто си дозволил да го изберат со само прогласување од страна заедно со Тито Петковски, па тој ми рече така ми е кажано од партијата. Наместо да влезам насилно во парламентот, влегов во парламентот на фер избори, избран од народот и станав спикер на парламент. Како спикер, после 6 месеци го побарав тој документ. Не ми го даде.